Новиот изглед на старата полициска зграда во Струмица покрена бура реакции во јавноста. Несогласувањата помеѓу повеќе страни придонесоа да се покрене вистинска дебата на прашањето дали на Струмица е потребна реконструкција на старата полициска станица во барок стил. Актуелната дежурна критика, која како што велат критичарите, му пркоси на шундот во понеделникот покрена сомнежи против движењата кои се спротивставуваат на изградбата на овој објект. Иако дежурните критичари имаат критика за изгледот на овој објект, кој според нив е провинцијска архитектура, која според нив е само копија на капиталните објекти од Скопје 2014, сега излегоа со критики на граѓанските организации од објектот Барок Јок. На фан страницата пишуваат дека ваква кампања која деновиве се води против изградбата на оваа зграда, според нив е со смешна аматерска и дилетантска класификација на овој објект во историскиот стил барок, кој како што додаваат не може да ги остави рамнодушни. Оваа како што ја оценуваат политиканско-циркуска кампања во која не сакаат да не влегуваат, велат дека е една комична пародија во замена за вистинската дебата за естетика и урбанизам која кај нас одамна никој повеќе не ја води. Додаваат дека самиот наслов Барок Јок покажува крајна неписменост на креаторите на кампањата, а граѓаните велат дека добро да се реконструира објектот. Дали сте задоволни од реконструкцијата на старата полиција? Старата полиција, луѓето ќе имат навика да дојдат во старата полиција и да поминат ни старата чаршија. Старата чаршија беше оставена како село градско Балдовци. Фреквенцијата на народо беше се завртел кај глобало. Да си не дела сметка зградата да се направи како што треба. Задоволни од реконструкцијата на старата полиција? Презадоволен. А од причина што со таа реконструкција на таа зграда ќе биде се на едно место од тие управи што треба да се за во служба на граѓането, за да може да се сврши работа на едно место. Второ, тај дел на Струмица, стариот град, што се припаѓа на градо, ќе оживее повторно. Тука ќе доведат многу службеници, многу работници, што ќе земат плати и што ќе трошат пари. Што значи се враќа стариот сјај на Струмица. Со мислењето на граѓаните не се согласуваат представниците на граѓанскиот сектор од општина Струмица, кои преку револт го изразија своето незадоволство за решението за новиот изглед на старата полициска зграда. Ако се суди според најавеното идејно решение за обликот на градбата на објектот, неминовно се наметнува заклучокот дека оваа градба никако не може да се вклопи нито во урбаното обкружување на градот, ниту пак во урбаната живеачка. Затоа, ние, граѓанските асоциации од општина Струмица, денеска сме тука да го изразиме нашето несогласување и нашиот став однос на ова прашање и да укажеме дека во овој момент, кога половина од населението тоне во сиромаштија, а другата половина во потрага по пристоен живот масовно се иселува во западноевропските земји, воопшто нема потреба од трошење милионска сума на пари за така наречени барокни зданија, кои патем беа актуелни во 18-тиот век. Будната полемика се префрли на политичко ниво. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН сметаат дека пресоц на струмичките граѓански организации е, како што рекоа, масло на градоначалникот Зоран Заев. Зоран Заев е прв градоначалник во светот кој градоначалничката функција сваќа како можност за делење на тендери и шиткање парцели за лично богатење. Денес Зоран Заев оствари уште едно достигнување, се разбира повторно негативно, со кое повторно е единствен градоначалник во светот. Денес во Струмица Зоран Заев организираше луѓе да протестираат поради тоа што владата гради објект во Струмица. Денес Зоран Заев организираше луѓе да протестираат против инвестиција од над 1 милион евра. Замислете докаде оди паметот на овој човек. Да тера луѓе да протестираат, бидејќи владата гради објект кој е во интерес на Струмица и струмичани. После ова што го видовме денес, се поставува прашањето што наредно ќе направи Заев. Реагира од општина Струмица. Во демантот ги отфрлаа обвинувањата дека зад протестот на граѓанскиот сектор стои градоначалникот Зоран Заев. Советниците на ВМРО ДПМН уште еднаш попладнево ја излажаа јавноста. Нивната влада не гради објект во Струмица. Таа и не направила такво нешто досега.
туку реконструира објект кој прво го остави да се распаѓа цели 5 години, засега да вложи 1,1 милион евра народни пари во него. И каде беа советниците на ВМРО ДПМН кога реагираа граѓаните за пропаѓање на објектот? Немо молчеа 5 години, а денеска ја замајуваа јавноста со нивните лаги. И во чие име реагираат? Што се тие советници, влада, членови на ВМРО ДПМН? Се вели меѓу другото во реакцијата од општина Струмица. По преселувањето на секторот за внатрешни работи во новите простории, оваа зграда остана празна и напуштена, како и дувлото за девијантни појави.